Второлигашот Детонит Плачковица од Радовиш мисли на својата иднина и прави реорганизација во младинските категории. Бојан Коцев е назначен за нов координатор на младинските категории, кој ќе работи со негов тим од неколку тренери, а децата се ослободени од месечна членарина, а дополнително децата добиваат и бесплатна комплетна опрема. Детонит Плачковица ги започна уписите за прием на нови членови во младинските категории за новата надпреварувачка сезона. Интересот за уписа во овие младински категории на Детонит Плачковица, второлигашот од Радовиш, е голем. Градскиот стадион во Радовиш доби терен со вештачка трева, каде младинските категории ќе тренираат, а дополнително на располагање го имаат и теренот во Радовишката населба Раклиш, како и градскиот стадион во Радовиш. Заинтересираноста е доста голема, ми се јавуваат постојано дечиња. Се надеваме дека од утре од започеток 17 часот и 30 минути тука ќе има доста дечиња. Така да со нашите цели што се поставени ќе работиме, ќе поставиме на нови темели на фудбалскиот клуб Детонит Плачковица со детски категории, со младински категории. Детонит Плачковица сака да постави здрави темели во младинските категории за војнина и прави план и стратегија за долг период. Имаме за цела оваа година да поставиме во две категории. Првата категорија ќе е детска лига, ќе ни биде детска лига од генерација 2017 до генерација 2012. Деца ќе се надпреваруваат по постоечката детска фудбалска лига при ФФМ. Втората категорија на деца ќе ни е генерација 2011 до 2008, така да генерација 2011 и 2010 ќе играат во регионална лига, генерација 2009 ќе игра во помлади пионери и генерација 2008 ќе игра во постари пионери. Така да дечињата од 7 до 17 години буквално ќе бидат на фудбалските терени, поставена една вертикала од детските лиги до пионерските лиги. Очекуваме дечиња, до сега постоечките дечиња се околу 40 до 50 деца во пионерската група на деца од 2011 до 2008. Сега очекуваме масовност од генерација 2017, што не е во детска лига, до 2012. Тука сегурно ќе се стави акцент, тие се мали дечиња, ќе се совладат првите техники на фудбалската игра. Детонит Плачковица ги подобрува условите, а тоа е повеќе од важно за развој на еден клуб. 80 метарски терен, два терени, помошни дечињата ќе имат идеални услови. Секако со разговор на управата разговаравме, во зависност од времето ќе ни биде дозволен тренинг и на главниот терен, ќе ни биде дозволено секако. Со моје инсистирање на управата и нивно ветување добив дека стадионот во населбата Раклиш ќе биде реконструиран така да од овие денови почнува наводнување. Се надевам дека за 20-30 дена терен од 1 септември ќе не биде на располагање. Секако јас тоа сам не можам да го постигнам. Имам тим околу мене. Морам и да ги спомнам колегите. Григор Николов, Александар Чркчиев, Витан Јанев, Зоран Ристов. Постои одлична соработка меѓу младинските погоди и првиот тим, каде шеф на стручен штаб е Иван Варденовски, а тоа значи дека младите играчи добиваат шанса за деби и во првиот сениорски тим. Дека моментално со првиот тим тренират околу 7-8 дечиња од генерација до 2007. И јас ќе инсистирам. Веќе се неколку, можеме уште неколку деца да вклучиме во првиот тим. Има од 2008, имаме дети од 2009 генерација што ни е вклучено во првиот тим. Секако вертикалата ќе постои од најмали до 17 години. Децата веќе од 16 до 17 годишна возраст, секако ги вклучуваме во првиот тим со соработка на стручниот штаб Иван Варденовски и Драги Коцев. Интересот за фудбал во Радовиш е голем, а со првиот собир денес на градски во Радовиш, младинските категории започнуваат официјално со тренинзи за новата сезона.